Идеја на Османи, влада за национален спас или за спас на фотелите на ДУИ и СДСМ. Што стои во позадина на тезата на претседателскиот кандидат на интегративците, Османи, кој почна да заговара за можноста новиот парламентарен состав, наместо да избере нова влада, првин да се зафати со носење на уставни измени. Процес кој неминовно би го блокирал парламентот, би спречил гласање за нов премиер и нови министри и би предизвикал длабока политичка криза. Кандидатот за претседател од редовите на интегративците не дава конкретни одговори како би се извело ова сценарио, но вели дека Европската унија била единствената опција за Македонија и уставните измени мора да поминат. Мојот став е дека кочењето на европската интеграција е најголемото предавство што може било кој политичар или политичка партија да го направи кон сопствениот народ. Секој ден доцнење на интегрирањето во Европската унија е еден ден повеќе можност група македонци да земаат бугарски пасош за да ја напуштаат државата. На идејата за влада за национален спас, чија прва и главна задача би било носење на уставните измени, се спротивставија сите освен СДСМ. Дел од познавачите велат дека Ахмети и Ковачевски се соочени со неминовен пораз и тоа добро го знаат, па прават различни сценарија за да го спречат мирниот трансфер на власта по 8 мај и за блокирање на процесот на формирање на нова политичка влада. Новинарот Геровски вели дека таа влада која ја презентираат е идеја која нема да се оствари, но е сценарио појас за спасување на предоломците од изборниот Титаник. Со оглед на фактот дека актуелниот предлог е лош и е неприфатлив за ВМРО ДПМН и за другите политички партии од македонскиот блок, освен за СДСМ, мощно веројатно е дека еден таков предлог, една таква иницијатива нема да помине во парламентот и поради тоа мислам дека идејата на Османи е неостварлива и ја доживувам јас лично како еден обид да се спречи формирањето на новата влада со едно внатрешно домашно вето од страна на ДУИ. И новинарот Дарко Јаневски на слична линија со Геровски. Според него, ДУИ и СДСМ знаат дека ќе изгубат и се плашат за криминалите кои се сторени во нивното владење, па сега помош ке бараат од меѓународната под превезот на брзо интегрирање во Европската унија. Идејата на Бујар Османи е всушност да прати порака до меѓународната заедница, таа да изврши притисок да се формира некаква таква влада. И заднината е да се спречи евентуалната борба против корупцијата на сегашната и на претходната влада на Заев. Иначе уставните измени немаат врска со тоа дали ќе биде влада широка некаква коалиција или ќе биде влада од ВМРО ДПМН и албанската сегашна опозиција. И албанската опозиција реагира. Велат таа влада е само сламка за спас на ДУИ и СДСМ. Таравари посочи дека е за уставни измени нововременски период од 6 месеци по изборите. Од ВМРО ДПМН и понатаму тврдат дека уставни измени под бугарски диктат нема да бидат прифатени. Единствена можна опција се разговори за промена на преговарачката рамка, односно одложување на важноста на евентуалните уставни измени. И тие сметаат дека идејата на ДУИ е само опција за партиски спас на интегративците.